Почитувани гледачи, ве посакувам добар ден и добре дојдовте во уште една нова Откриени тајни. Сабота 11 часот е нашиот редовен термин. Сигурна сум дека веќе добро го научивте и не очекувате. И денешната емисија повторно ќе ја посветиме на 24 карактеристики на гениалците. Впрочем, со ова денешна емисија ќе го заокружиме мини серијалот во кој што зборувавме за овие карактеристики. Секако имавме и гости во нашата емисија, се со цел да допринесеме да и вие размислувате за овие карактеристики, ги пронајдете во себе и секако работите на нив, затоа што сите ние сме на некој начин гениалци, само треба да видиме дека и ние ги поседуваме овие карактеристики и да работиме повеќе на нив. Во продолжение, секако дека следува разговорот со доктор Жарко Костич, затоа не го менувајте каналот, останете на телевизија 24. Тука го започнуваме разговорот со доктор Жарко Костич и денес повторно, како што најавив, остануваме во светот на гениалците. Имаме уште 4 карактеристики за кои што ќе зборуваме и секако и денешната емисија ќе има место за гениалци од нашата земја. Затоа останете на телевизија 24 и гледајте и денешната Откриени тајни. Жарко, вам ви посакуваме добар ден и добре дојдовте во уште една нова Откриени тајни. Добар ден, Сања, добар ден до нашите верни гледачи. 24 карактеристики на гениалците, секако еден мини серијал кој што е навистина интересен и кој што допринесува многу за гледачите кои што нас редовно не следат. И денес ќе позборуваме за 4 карактеристики на гениалците. Точно е, значи ова е последна емисија посветена на овие 24 карактеристики на гениалци. Продолжуваме со останати теми од наредната емисија, но овие 24 карактеристики, повторно се навратам за тие кои што може би прв пат се вклучуваат во нашата емисија, се карактерни особини кои што ги има откриено доктор Алфред Бариус, кој што има откриено дека сите гениалци во основа имаат 24 заеднички карактеристики. Во изминатите емисии неколку пати зборувавме на овие теми, на овие карактеристики, така да сите оние кои што сакаат да откриат малку повеќе да ги дознаат останатите карактеристики, затоа што во денешната емисија ќе разговараме само на 4 од нив, ги упатуваме на социјалните мрежи, на мојот Facebook профил, каде што може да ги изгледат претходните емисии во кои што им се обративме на претходните карактеристики. А секако дека гледачите на Откриени тајни се љубопитни, сигурна сум дека ќе се навратат наназад низ емисиите на Откриени тајни во кои што зборуваме за 24 карактеристики на гениалците, а ние денес ќе продолжиме понатаму. Остана уште 4 карактеристики за кои што ќе зборуваме во овој мини серијал, а една од нив е секако љубопитноста како карактеристика. За неа Алфред Бариус вели: љубопитниот ум ќе ви помогне да трагате по нови информации. Не плашете се да признаете дека не знаете баш се. Секогаш поставувајте прашања за нештата кои не ги разбирате. Точно така, љубопитноста преубава карактеристика, нешто кое што ве тера да одите понатаму, нешто кое што ве тера да осознаете повеќе работи. Едноставно не знаеме све во животот. Гледате и работите кои што ги знаеме, можеби во ново време, со нова перспектива, со нова свест, не изгледат исто. Знаете, можеби една емисија која што сме ја снимале претходно, сега со други податоци кои што ги имаме дадено на нашите слушатели, нашите гледачи, едноставно таа претходна емисија може да има една нова димензија, на друг начин да се разгледаат тие податоци. И така натаму, љубопитноста е преубава карактеристика, поради тоа што, гледате, ни го фиксира интересот, вниманието некаде. Кога сме љубопитни, сакаме да дознаеме, не знаеме се. Ако мислиме дека знаеме, веќе се, гледате, љубопитноста згаснува, ја снемува, така да убаво е да едноставно знаеме дека не знаеме се. И таа способност да не знаеме се не води понатаму да истражуваме, да дознаваме, да ни се отвараат вратите на знаењето. Видите, кога сме љубопитни, на некој начин сме заинтересирани за околината, за другиот човек, можеме да се восхитиме. Видите колку убава таа карактеристика да се восхитиме на постоењето, да се восхитиме на она кој што не обкружува. Како тече животот, честопати знаеме веќе да не можеме, односно ја губиме таа способност да се восхитиме на работите. Гледате ги децата, со нивната чистина, едноставно со нивната љубопитност, со нивниот интерес. Интересот, пак ќе кажеме, фиксирано внимание кон нешто. И кога имаме фиксирано внимание кон нешто, гледате, имаме цел. Без разлика дали е тоа цел да дознаеме нешто ново. Едноставно да осознаеме повеќе работи за пријателите, повеќе работи за работата која што ја работиме, и тоа ни дава голема способност. Но уште еднаш да се навратам она што сакам да го кажеме, голема способност е еден човек да се восхити на постоењето и на она што го обкружува. И треба да се навратиме на таа убава, чиста емоција, да можеме да се
восхитиме од тоа нешто. Доколку имаме идеја дека веќе се знаеме, не можеме да се восхитиме. Ако идеме со идеја дека не знаеме се за постоењето, за луѓето кои што не окружуваат, ќе можеме да им се восхитиме, ќе можеме да ги видиме убавите работи, ќе можеме да ги видиме убавите карактерни особини, повеќе од карактерните особини кои што можеме да ни се допаѓаат за луѓето околу нас, повеќе факти да знаеме за работата, да се восхитиме на некој нов податок, нов факт кој што ќе го добиеме и како тој факт и податок можеме да го поврземе со остатокот од постоењето, така да љубопитноста е карактеристика на генијалците, тие никогаш не прекинуваат да учат, секогаш се љубопитни, сакаат да постават прашања и мислам пак ќе се навратам дека стварно не постои глупаво прашање, едноставно секое прашање значи дека не знаеме доволно, сакаме да дознаеме повеќе, а се она кое што ќе го дознаеме ни зголемува нашата свесност, затоа што гледате колку повеќе податоци и факти разбираме и учиме, толку повеќе свесноста ни се зголемува и шири. Индивидуализмот е следната карактеристика за која што Алфред Бариус пишува во овие 24 карактеристика за која што ние и денес повторно ќе зборуваме. Правете ги нештата на начинот на кој вие сметате дека треба да бидат направени, без страв од нечие неодобрување. Така е, убавината на постоењето е дека секој еден од нас е различна единка. Ете, нема две исти единки во овој свет. Секако дека постоењето некогаш ни налага да наликуваме на еден или друг. Во една од нашите претходни емисии разговаравме дека некогаш во постоењето, во текот на животот, почнуваме да наликуваме на околината. Се однесуваме како таткото, се однесуваме како мајката, почнуваме да ги користиме истите зборови, како што ги користел некој можеби близок во нашата фамилија. Дури почнуваме да имаме исти соништа и цели, кои што не се ни наши. Гледи, тоа е на некој начин тажно во врска со постоењето, поради тоа што гледате, ако имате единка која што оригинална. Самиот збор индивидуализам, индивидуалец, значи нешто кое што е неделиво, потекна од латински збор и дивидере, да делиш, значи нешто што е неделиво. Гледате, вие како единка сте посебна единка, која што не може да биде поделена и од неа не може да има други такви единки. Но ако немаме наша визија, оригинална, индивидуална, поврзана со нас, зашто постоиме, која е нашата оригинална цел. Видите, тогаш почнуваме да не сме индивидуи. Тоа почнуваме да наликуваме на некој друг. Почнуваме да ги копираме животите на луѓето околу нас. Некогаш сакаме да ги оживееме. Веќе луѓето кои што заминале од нашето постоење на тој начин преземаме нивни цели. Работи кои што тие не ги завршиле, почнуваме ние да си ги наметнуваме од можеби грижа на совест да ги продолжиме да ги живееме или да ги завршиме тие цели кои што можеби некои луѓе од нашата блиско од колина кои што се веќе починати, заминати, кои што можеби едноставно подлегнале на постоењето на животот, сакаме ние да им ги завршиме тие цели и работи, но така нема да бидеме успешни. Гледате, успехот доаѓа од стварно наша индивидуална цел. Зашто постоиме? Зашто сме на оваа планета? Зашто сме тука? Која ни е целта? Што е доприносот кој што сакаме да го допринесеме? Што е она по кое што планетата ќе не памети дека сме постојани? Идеализмот е карактеристика која што ги краси генијалците и успешните луѓе. Меѓу сите овие 24 карактеристики секако дека ова има доста големо значење. Бидете приземјени, но целете високо. Тоа го вели Алфред Бариус. Стремете се да постигнете големи нешта, не само за себе, туку и за унапредување на човештвото. Човештвото, ние сме дел од човештвото. Видите, ако не работиме да го подобриме целото човештво, не работиме да се подобриме ни себе сме. Ние сме единка која што дел од една група. Видите, ние сме дел од фамилијата, ние сме дел од колективот и заедницата, ние сме дел од човештвото. Така да доколку не работиме на човештвото или ако немаме некоја повисока цел, која што не е конкретно само поврзана со нас, тогаш навистина можеби нема доволно смисол нашиот живот. Кога имате некоја цел која што е поврзана со добробит и правите нешто кое што е добро за повеќе луѓе, за целото човештво, тогаш едноставно и вашата мотивација и ентузијазам се разгорува, се распламтува, поради тоа што знаете дека она што ќе го направите е за другите. Гледате, секој од нас сака да помага. Тоа е нешто кое што е исконско ставено длабоко во нас. Тоа е одговорноста, како можеме да го подобриме овој свет и тоа го правиме за другите луѓе, за човештвото. Кога сонуваме, мораме да имаме високи цели. Гледате, поради тоа што колку поголема цел имаме, толку повеќе имаме мотив да ја постигнеме. Има многу често дилема дали е добро да се сонува многу, дали е добро да се имат големи цели, па што ако не се остварат тие цели, боле да се стават пореални цели. Убавината е дека ние го правиме нереалното реално. Вети тоа е убавината на големата цел. Се она кое што ќе замислиме е нереално.
но во текот на нашето постоење, подкрепено со акции, или таму треба да бидеме и приземјени, вели. Едноставно тоа не значи дека ќе оставиме се на соништата. Соништата се соништа, се дека некој не презема одговорност да ги реализира. Наша одговорност е нашите соништа да ги направиме реалност, а тоа го правиме преку акција, преку конкретни чекори кои што мораме да ги направиме. Ако имаме визија, ако имаме сон, ако имаме голема цел, мораме да ја разглобиме на помали цели кои што се полесно стварливи. И така секој ден почна да има смисол. Гледате, ако ставите огромна цел, и ако при тоа таа огромна цел не ја разложите, не ја поделите на помали цели, кои што можеме полесно да ги завршиме, но една во друга се ускладени. Гледате, ако имате огромна цел, мора да ја поделите, пак кажам, на помали цели на кои што се ускладени една со друга, кои што одат една во друга заедно. Секоја акција која што ќе направите дента мора да допринесе да се оствари таа поголема цел која што можеби сме ја ставиле како цел за една година или цел за 5 години или цел за еден месец. Така да сите акции мора да се складни една со друга, за да на крај можеме да ја постигнеме целта. Доколку направиме некаков план кој што не допринесува на целта и почнуваме да правиме дневни акции кои што не се поврзани со целта, на некој начин се стопираме целта и потешко да ја оствариме. Но она што е убаво кај генијалците дека тие секогаш целат високо, ако замислиме за сите оние генијалци кои што ги знаеме, баш ги препознаваме поради тоа што имале нереални големи цели. И тоа е нивна карактеристика. Реалните мали цели едноставно секој може да ги постигне и заради тоа не одскокнува од човекот кој што е, да кажеме, во секојдневието. Но од друга страна пак огромна способност е човекот да може да се организира, да си го организира времето, денот, да има добри менаџерски способности за да може да ја мотивира околината, сам себе да се мотивира секој ден. Гледате, една индивидуа е во координација само со себе преди се. Гледате, вие не можете да ги мотивирате другите, да ги организирате другите како група, да ви помогне да ги остварите целите, ако вие сами не сте во координација сами со себе. Што тоа значи? Дал мојот ум, моите цели умствени, се во координација со моето време, дал се во координација со моето тело. Гледате, ако јас телото го занемарувам и ако не го хранам правилно, гледате, телото нема да ми даде енергија за да можам умствената цел да ја постигнам. Така да прво мора да сум во комуникација сам со себе. Мора да сум на некој начин да се организирам себе си како единка, умствено, телесно, духовно, да се подредам, да тргнам кон целта, а тек тогаш после тоа да ги мотивирам и останатите луѓе околу мене, фамилијата, пријателите, групата, тимот, да ги мотивирам како да тргнеме сите напред за да оствариме целта која што сме замислили. И последната карактеристика за која што ќе зборуваме во овој мини серијал посветен на 24 карактеристики на генијалци, последна, но не и најневажна. Секако дека сите карактеристики подеднакво се важни за успешните луѓе и за генијалците, но оваа веројатно е една убава одлика на сите генијални умови – имагинацијата. Генијалците повеќе од кој било друг знаат како да мислат на нови начини, да ги гледаат нештата од различна перспектива. Расчистете ја својата ментална околина за да го развиете овој вид на имагинација. Секој ден дајте си време да мечтаете, да фантазирате, да отпловите во некој сопствен убав свет, онака како што правевте кога бевте деца. Навистина убаво кажано од страна на Алфред Бариус. Така е, гледате колку убаво тоа кажано од доктор Бариус, поради тоа што гледате колку имагинацијата е битна. Тоа е горивото кое што го има духовното битие. Гледате, ние не сме материјално. Едноставно духовното битие е нешто кое што е различно од материјалниот свет. Имагинацијата е нешто кое што ние имаме способност да го креираме. Тоа е визија, тоа е слика, тоа е замисла за иднината. И тоа е едноставно нашата храна, поради тоа што јас мислам, лично моje убедување дека секој еден од нас е тука на оваа планета за да допринесе некако со своја визија, со своја цел. И кога таа цел на постоењето ќе ја претвориме во некаква визија, ќе го визуализираме сето тоа. Знаете, дел од таа визија и како ќе го постигнеме сето тоа. Видите, тоа ни дава гориво, тоа ни дава инспирација, тоа ни дава мотив, тоа ни дава енергија, тоа ни дава сила. Некогаш ако се чувствуваме разочарано, стопирано, многу често е поради тоа што едноставно сме се откажале од нашите цели. И во моментот кога ќе се откажеме од целта, се откажуваме од постоењето, се откажуваме од животот, се откажуваме од енергијата, се откажуваме од се она кое што е динамично и јако. Поради тоа што целта е поврзана со сила, со динамичност, со енергија и така натаму. Гледате, има еден дел во тој текст кој што го прочитате, каде што вели расчистете својата ментална околина за да можете да мечтаете. Често пати сме инвалидизирани кога мечтаеме, за жал. Гледате, немало кога сме биле помлади, колку
таа имагинација сме си ја дозволувале повеќе едноставно да имаме имагинацијата, да сонуваме за подобро утре. Често пати во животот се случува да имаме неуспеси, разочарувања, загуби. Видите, самото тоа предизвикува да помалку си дозволиме да сонуваме, да поставуваме цели, да мечтаеме и така натаму. Замислете па ако имате имаме околина на други луѓе околу нас, родители, пријатели, сопружници, кои што исто имаат своји пропаднати цели, колку тие се вознемируваат кога вие ќе почнете да сонувате, кога вие ќе почнете да мечтаете. Гледате колку повисоко сме со емоциите, колку сме послободни, толку повеќе си даваме право да мечтаеме и да сонуваме. И тоа е убавината. Видите како животот тече, колку повеќе ни носи порази, толку повеќе не прави материјални, толку повеќе се осврнуваме кон материјалниот свет и толку повеќе сигурност у наводници почнуваме да ја гледаме во материјалното, но тогаш се губиме ние, како луѓе, како битија, поради тоа што она што сме, ние внатрешно исконски, сме со ништата, сме мечтите, сме поубавата реалност. Ако не можеме да се дозволиме да сонуваме поубаво утре, поубава реалност, тогаш нема смисол целиот живот, нема смисол нашето постоење. Така да за да ја расчистиме менталната околина, едноставно треба да ги расчистиме тие негативни мисли, тие негативни влијанија кои што нашиот ум ги има насобрано од минати ситуации кога некој не спречувал да мечтееме, кога некој ни наметнал дека да сонуваме е погрешно, дека не треба да сонуваме. Ти само сонуваш, ништо не правиш. Гледайте, не мора сите соништа да ги претвориме во реалност. Не значи дека ако сонувам нешто не треба да го искомуницирам. Убаво е, поради тоа што ни дава елан, полет и ентузијазам. Од друга страна пак не е убаво, како што кажав за претходното прашање, само да останеме на сон, на мечти. Едноставно треба да се впуштиме во акција за тој сон, да го направиме реалност и да го реализираме. Така да имаме две крајности. Едната кога имаме некој кој што постојано не спречува да сонуваме и едноставно почнува да не прави дека не сме во право ако сонуваме поради тоа што ете, ти каже еднаш дека тоа ќе го направиш, не го направи, па се и ова го каже, па и тоа не го направи. Ајде прекини доста тие више него да сонуваш, не ми кажува тие работи. Ето тоа е една екстрема. Така, која што едноставно треба да се заштитиме од тоа. Поради тоа што секој од нас има право да сонува, има право да мечта и тоа го прави поради тоа што се чувства убаво. Ето убавината ни доаѓа од нашето проектирање, замислување на нова реалност. Од друга страна, да повторам пак, ако останеме само да сонуваме, едноставно тогаш пак сме стопирани. Често пати пак не можејќи да соочиме реалноста, сакам да избегаме од неја и почнуваме обсесивно и компулзивно да сонуваме и да не бидеме тука и да не бидеме присутни во сегашноста, но и тоа не е добро. Видите, еден човек кој што само сака да избега од реалноста и постоењето и на тој начин почнува да сонува, тој воопшто не е ни тука, а камоли пак во иднината. Така да најдобро е да можеме да сме способни да ја соочиме реалноста, да сме сигурни во постоењето, да делуваме ефикасно во сегашниот момент, но исто така да бидеме чекор понапред со нашите идеи и мисли, да ја креираме реалноста и едноставно физички подкрепени со физички акции да тргнеме на патот да оствариме таа реалност. Тука го започнуваме и вториот дел од денешната Откриени тајни, во која повторно даваме простор за личностите од нашето општество кои што со своите дела, со својата работа, својот труд допринесоа ова место да биде поубаво за живење. Благодарејќи на карактеристиките кои што тие ги препознаа во себе и на кои што во текот на целиот свој живот успешно работеа. Жарко, убав начин секако да дознаеме повеќе за карактеристиките преку нашите гости кои што и денес ги имаме во рамки на Откриени тајни. Значи точно е, во нашата емисија и сега имаме гости, луѓе кои што ќе се осврнат на овие 4 карактеристики за кои што зборувавме во првиот дел и ќе дадат нивни примери од нивните искуства, од нивниот живот, како тие карактеристики имаат помогнато да го постигнат нивото на успех кој што ги имаат постигнато. Па да ги видиме нивните изјави. Јас сум Тони Стојчевски, роден во Струмица, потоа до мојата 15 години имам живеено во Ново Коњарево, Струмичко, и потоа се оцели во Швајцарија, каде што почнавме со работа со куќињата за специјални потреби. Имаме дресирано преку 200 куќиња
Во тоа со посебни потреби околу 20 наменети за деца и лица со посебни потреби. Со инвалидни мислам во количка, глувонеми, лица со диабетичари, епилепсија и така натаму. Во Холандија и во Австрија 2 пати европски првак за куќиња што помагаат на лица со посебни потреби. Пример тоа е како блек дечиња во количка што имат добиено нека дали тоа парализа или некој удар и немат движеност на раците, нозите. Желбата и ние да продолжиме во Македонија да дресираме неколку куќиња за нашата држава да помогат на лица со посебни потреби, дечиња или луѓе кои имаат потреба од таква потреба, дали е тоа физичка или психичка потреба. Љубопитност во нашата област, љубопитноста е една од многу важните гранки за дресирањето на куќињата. Ако нешто не знаеме или ако нешто не сме сигурни, не е проблем да прашаме, да се вратиме назад, да експериментираме, да покушаме со куќето да го повториме тоа и 100 пати ако треба да дојдеме до вистинската цел. Пошто куќињата се такви да они сакаат да се проба, да се експериментира, да се дојде до саканата цел со повтарање, со премија, со еден вид на доверба да се створи измеѓу водачот и куќето. Индивидуализмот е една област во која што ние самите треба да вложиме, да бидеме сигурни дека тоа што го правиме ќе има успех. Значи, во индивидуалната работа успехот е многу значаен. Не е важно на кој начин ќе се стигне до саканата цел, важно е да на било кој начин, дали со проба или на разни начини, успееме да го дресираме куќето на саканата, да стигне до саканата цел. Пример, ќе дадам еден пример. Ако куќето треба да го донесе телефонот кога звони, не е важно на кој начин ќе го донесе. Важно е да на тој начин на кој ние сме го дресирале, да успее да го донесе телефонот и дали телефонот, дали клучевите, дали отварање на врата, дали носење на соодветни лекови. Значи нема значеност на кој начин. Важно е целта, индивидуалната цел да биде таа кој ние сме ја замислене. Идеализмот во нашата област е многу важна, зашто секој може да дресира куќе на било кој начин. Секој може да придонесе во општеството, но ако нешто е убаво створено за општеството, за луѓето со посебни потреби, значи може да придонесеме многу. Тоа значи ако куќето го дресираме на соодветен начин, да помага кога нашиот случај на дечиња со посебни потреби, тоа може да остави трага за воиднина да им помагаме на таквите дечиња, на таквите луѓе кои имаат посебни потреби. Имагинација. Во нашата работа имагинацијата е многу важна. Значи, ние ги дресираме куќињата со цел да бидат и да бидат од помош на луѓето или на дечињата со посебни потреби. Секое утро кога ние или јас кој ќе се разбудам, цел ми е што и како може да се направи на најкраток начин да се дресира куќето, да се дресира за соодветен случај. Имаме случаеви каде што се дресираат куќиња за дечиња со диабетичари, дечиња со епилесија, дечиња со физички потреби и секој пат треба да нашата имагинација ја промениме соодветно од случајот кој што
не е пред нас. Многу пати имаме случаеви каде што кучето доаѓа со општа дресура, каде што ние мора и треба да го промениме зависност од случајот кој што ни е пред нас. Така да зависи од нас, од нашата фантазија, од нашата способност дали ќе успееме во тоа или нема да успееме. Наша цел е да помогнеме, да ако може да им го подобриме животот на децата или луѓето со посебни потреби, и независно од каква потреба или од каков физички проблем имат потреба. Од сето она што сум го искусил досега со мојата долгогодишна работа со кучињата, можам слободно да кажам дека кучињата се навистина нашиот најдобар пријател. Љубопитност? Знаете како? За мене прашањето и одговорите се секогаш многу едноставни. Љубопитноста точно е една карактеристика, се сложувам, од дел од многуте, да речам, цели на човекот и на оној кој што сака да чекори во една патека која што се вели врв или успех на својата работа. Сега има две димензии во таа љубопитност, односно две страни на љубопитноста. Љубопитноста со цел да добиете позитивно, искрен одговор, позитивен искрен одговор, за едноставно да можеби да видите некои други начини на размислување, доколку вие воопшто не сметате дека или не сте помислена никогаш дека на тој начин би одела, да речеме, би одел патот до успехот или патот до представата или до една премиера и така натаму. А другата страна пак на љубопитноста е она со која сакате да му ги откриете, да речам, односно моментите на партнерот, односно на тој што е до вас, со цел да го поддржите на некој начин на сцената. Сега, ние по природа уметниците би требало да бидеме љубопитни, затоа што мораме да го, прво и основно мораме да го следиме трендот. Трендот во операта има своји димензии. Трендот во операта не е секогаш ист. Операта во минатото била на еден начин поставена, сега се доживува на еден многу поинаков начин. Значи, сега операта на сцената ја работи сегашноста, за разлика од порано кога нели се интерпретирало, да речем, незините зачетоци на некој начин. Сега што е многу битно за она љубопитност, каде јас се пронаоѓам во љубопитноста? Љубопитноста точно за мене карактеристика, можеби не толку многу експонирана, да речем, некои други карактеристики за кои подоцна ќе говориме, можеби оставаат печат за мојот карактер, но јас сум многу едноставна. Мене кога нешто не ми е јасно, јас прашувам. И мислам дека не треба да се срамиме од тоа. Не треба да се срамиме дека не знаеме, не треба да се срамиме затоа што на крај на криштата секој се родил и додека е жив, тој учи, нели? Како викаат еден познат актер, вели, сега не можам да се сетам точно името, затоа не ви го споменувам, ќе се сетам подоцна и ќе ви кажам, вели, знаете што, гласот прв се ради и последен умира. И јас сега, например, го слушам тоа негово интервју и ја велам зошто е тоа така. И прашањето е многу едноставно, и зошто? И имаш еден океан на информации кои што може да се добијат и да се навлезе во
како да кажем, во конституцијата на самото тело да почне да се разработува на некој медицински начин и да се види дека во суштина говорот почнува од самата диафрагма, од таму каде што и почнува оперското пеење. Индивидуализмот е, да речам, особина на карактеристика на повеќето уметници, затоа што нистекот на образбата и нистекот на процесот на работа, достигнување на она тимска работа со колегите кои што се на сцената, како оркестар, хор, останати колеги така натаму, е индивидуално. Што значи работиш сам со себе и работиш сам на себе. Треба доволно да си критичен за да речеш да, ова јас така не го правам добро или не го пеам доволно добро. За мене секогаш е тука диктафонот или телефонот на кој се снимам и едноставно го слушам, го проверувам звукот како би требало да звучи. Знаете зошто? Затоа што нашата работа е имагинација. Нотите се математика, значи основата е една проста математика, а понатаму сето е имагинација. И сето е некаде замислено во нашата глава. И ако јас тоа што ми е замислено во мојата глава, ја во моментот можеби мислам дека тоа одлично го правам, но диктафонот или телефонот со кој се снимам вели нешто друго. Тоа значи дека мора да има некој кој ќе го коригира начинот додека излезеш на сцена, пеењето додека излезеш на сцена. Сега индивидуалноста од една страна е добра карактеристика, од друга страна може да биде асоциолошка, значи да не може воопшто човекот или индивидуата или уметникот да може да се вклопи, да не може да се вклопи во ансамблот, има и такви случаи. И тоа е, да речеме, можеби еден така по момент на кој треба да се поработи. Имагинацијата, знаете како, детето за мене треба за секогаш да остане во човекот. Затоа што тоа е еден инпут на она што го дава во животот, односно во самиот човеково битие, движењето, енергијата, силата, наивноста, искреноста и така натаму. Тоа се некои карактеристики можеби на секое мало детенце кое што секој од нас ги носи, ние како големи деца. Сега за оно што зборував малку претходно, имагинацијата во оперската уметност, односно кај нас, во музиката е можеби 80% вклучена. А зошто? Затоа што може да постојат книги и постојат книги, литература, која што е оперска и која што е стручна, напишана од луѓе кои што или се професори, или медицинари, или истражувачи на човечкиот глас, истражувачи во тоа како се движи, како функционира воопшто вокалот, како функционира гласот, човековиот глас. Јас имам една многу, за мене, една интересна практика, поради тоа што долги години сум на сцената, а воедно и работам како професор, и мојата работа е индивидуална. Значи, јас работам со студент, ние работиме со еден студент. Доаѓаат некои луѓе кои што се студенти кои што се музички образовани, но луѓе кои што не се музички образовани, како да им ја пренесам мојата слика
мојата имагинација во главата, затоа многу полесно да го сватите. И јас најдов еден модел, кој што е, да речам, мој изум. Еден лист хартија, обичен, и јас почнувам на нив да им цртам, односно да им ја цртам анатомијата на нашето тело. И точно преку тоа движење на воздухот, затоа што, пазете, човековиот организам е најсовршеното нешто. Не можеме да одиме против природата и не може да одиме спротивно на биолошките процеси на телото. Тоа значи дека воздухот влегува во човековото тело, создава говор, создава глас. Човекот, односно уметникот, пејачот, тој воздух го испушта надвор со своето пеење и некаде од таму повторно почнува да циркулира. Значи, ние имаме еден затворен круг на движење, односно на циркулација на воздухот во телото и надвор од телото. Имагинацијата се состои точно во тоа. Како да направиме тонот кој што мора да биде поставен во една своја положба, која што исто така повторно е многу природна, затоа што устната шуплина е точно така отворена горе со купола. Не знам дали можете да почувствувате, секој човек, сите ние имаме еден свод, нели? Еден свод, каде што воздухот, движејќи го воздухот, тонот удира. Не случајно е место каде што е резонантата, односно фокусот на тонот кај нас, оперските пејачи. Зошто делот на лицето, зошто делот на главата е напред коска, нели, имаме коска, имаме овде череп, нели, но внатре е меко. Мозок и толку. Напред се коските, односно местата. Гледате колку природата е совршена. Ја има својата резонанта, го има местото каде што точно може да одбие звукот, односно може да одбие тонот. Јас тоа на моите студенти им го објаснувам, знаете што, ќе земете фудбалска топка. Ако удрите во зид, значи тоа ќе се одбие. Ако удриш во воздух, удриш во празен простор, во простор каде што нема некаде да се врати, значи таа ќе продолжи да оди негде и нема да се види. Исто е така и со тонот, исто е и со гласот, исто е и со постановката на гласот. Ако ние го направиме оној свод кој што ние во самата шуплина да го пренесеме преку воздухот, да го пренесеме преку него и да го ставиме во овој дел овде кој се вика резонанта, тогаш добиваме еден многу вав тон. И секогаш, предпоставувам и вие новинарите, секогаш зборуваме на една висока позиција. Зошто? Затоа што прво високата позиција е причина да го одмориме ларингсот, односно да ги одмориме гласилките. А второ е секогаш припрема за еден момент на многу природно изнесување на тонот надвор. И повторно пак од почеток. И тоа е еден многу интересен спој кој што јас во текот, да речеме, на моето практицирање како професор го осознав. На сцената осознаваш други работи.
Но вака со работата со студентите имаше еден поинаква визуализација и е многу поинтересно да се направи. Тоа беа и последните гости за овој мини серијал на 24 карактеристики во откриени тајни. Сигурна сум дека гледачите уживаа во она што имаа можност да го видат во рамки на нашата емисија. Со сето тоа секако допринесуваме и тие да размислуваат на овие 24 карактеристики, а вам, Жарко, секако ви благодариме што повторно зборувавте за овие карактеристики и со самото тоа допринесовте и нашите гледачи убаво да се чувствуваат, да знаат дека и самите тие се гениалци, ги имаат овие карактеристики и секако дека и самите тие можат да допринесат многу за ова општество. Ти благодарам, Сања, благодарност до луѓето кои што зему учество во нашата емисија, благодарност до сите гледачи кои што редовно не фатат. Едноставно за крај би сакал повторно да кажам, доколку имате било што кое што го сакате да го поставите како прашање, можете тоа да го направите преку социјалните мрежи. Секогаш ми е задоволство и чест да слушнам од вас и доколку можам со моето искуство да одговорам или да ви помогнам да ги решите некои од проблемите вашето постоење. Довидување. Се надевам дека бевме забавни, интересни, подеднакво едукативни и секако го задржавме вашето внимание со нашата денешна откриени тајни. Благодарение на нашите почитувани гости кои што најдоа простор и време да бидат дел од оваа емисија, ја збогативме и самата откриени тајни и допринесовме и вие да се чувствувате убаво слушајќи ги нивните совети, нивните размислувања околу карактеристиките кои што тие ги пронашле во себе, работеле успешно на нив и го постигнале она што денеска ние можеме да го видиме како нивен успех. Јас ви благодарам за вниманието и секако дека откриени тајни продолжува и понатаму, иако го завршуваме овој мини серијал посветен на 24 карактеристики на гениалците, имаме уште многу интересни теми на кои што секако ќе откриваме одговори, затоа што овој откриени тајни која што секоја сабота во 11 часот нуди интересни совети за вас. А доколку не пропуштивте, следете на социјалните мрежи. Имајте пријатен и убав ден.